Почитувани слушатели на Македонската радиопрограма, денес разговор ќе водиме со игуменот на Македонскиот православен манастир Свети Климент Охридски од Кинглеј, отец Гаврил. Нашиот разговор ќе биде по повод празникот, патрониот празник заправо на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, но исто така Свети Климент Охридски го носи името и манастирот, каде што е и игуменот. Оче, добар ден и добре дојдовте на Македонската радиопрограма. Добар ден, Ицо. Добар ден и за слушателите на вашата радио. Еве, како што спомнав, јас Свети Климент е патронот на Македонската православна црква, заштитникот на Македонската православна црква, но ете и од Република Македонија, односно Македонија, и овде ние во Австралија го имаме Свети Климент во регионот таму во Кинглеј, западен Кинглеј, каде што го носи манастирот Свети Климент Охридски. Најнапред, ајде ќе зборуваме за службата што треба да ја направите во оваа вечер и утре петок во манастирот. Како се организирани овие две служби, значи четврток навечер и петок наутро? Според црковниот календар, службата започнува со вечерната богослужба. И во четврток навечер, односно вечера, треба да биде службата за Свети Климент, вечерната служба, во која што ќе бидат пренесени вечерни молитви на светителот и вечер ќе биде кршењето, односно посветувањето на колачот и бирање на кум, кој што ова година ја пренесува и вечерата после трпезата, а ќе се избере за другата година. Утре во петок, во почеток од 9 часот наутро, а да спомнам дека службата вечерна ќе биде во 7 навечер. Во петок ќе имаме и свечена богослужба, литургија, кој што се поканати и други свештеници од помесните православни цркви овде што екзистираат во Австралија. Можете да не кажете кои се тие? Поканете се свештеници од Руската задгранична црква, од Српската и од Романската. Добро. Понатаму истите ќе присуствуваат во петок Сабајле во утринската служба? Тие всушност ќе присуствуваат во петок на литургијата. Бидејќи главен настан е литургијата секогаш. И тоа е заедничката трпеза на која што се собираме на Светата Евхаристија, пренесувајќи ги даровите на Христа, и од тие дарови подоцна ние се осветуваме, причестувајќи се со нив, и на тој начин и заедничараме и ја покажуваме нашето единство во Светата литургија и секако и надвор од сето тоа. Ајде уште еднаш да ни кажете за вечерва, четврток, во колку сатот почнува службата и како ќе се одвива? Во 7 сатот навечер, тоа е вечерна празнична богослужба во чест на Свети Климент Охридски, патронот на нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија, и на неја ќе се служи празнична вечерна богослужба на која што ќе биде осветен Николачот, а подоцна ќе се избере и нов кум за следната година. Тој почнува по 7 часот навечер. Така, добро за нашите слушатели и за верниците. Бидејќи манастирот е подалечен од Мелбурн, затоа оставяме простор и работен ден, оставяме простор и луѓето да можат да дојдат да присуствуваат на вечерна богослужба, знаејќи дека секако дека утре е работен ден, па некој не може да дојдат, и затоа и така малку го поместивме, малку да биде подоцна. Добро, отец, ајде нешто збор-два повеќе за Свети Климент Охридски. Ние знаеме дека е еден од најдобрите и најлојалните ученици на Свети Кирил и Методи. Кога е роден заправо и кои се делата на Свети Климент Охридски? Тоа е едното прашање. Второто прашање, одно да го поврзам, зошто точно Македонската православна црква го има како заштитник на Македонија?
Тоа се значи две прашања во едно. Да. Свети Климент, точната година на неговото раѓање не се знае, бидејќи нели за тоа немаме историски податоци, немаме многу историски податоци за неговата младост, меѓутоа според некои откритија кои што се наоѓаат во богослужбените текстови на светите браќи, на Свети Климент, Свети Наум, заклучуваме дека тој потекнува негде од нашите краишта, најверојатно денесна Источна Македонија, затоа што се вели дека Свети Климент бил ученик на светиот Методи, рамноапостолен Методи, кој што во тоа време, пред да стане мисионер, бил военачалник на Словенското кнежество, кој што се простирала на територијата северно од Солун до Брегалница и Струмичкиот регион. И така да во службата на Свети Методи се спомна дека Свети Климент бил од секој покрај него, уште млади години, и подоцна кога Свети Методи заедно со неговиот брат Кирил станува мисионер, и Свети Климент ги следи до последните дни во нивниот живот. Патували во Моравија и Свети Климент? Пардон, се изгуби малку врската. Патували заедно со Кирил и Методи во Моравија? Да, значи најверојатно Свети Методи кога се повлекува во манастирот на планината Олимп заедно со неговиот брат Кирил, и Свети Климент доаѓа со нив, и подоцна кога биле избрани браќата за моравската мисија, Свети Климент заедно со Методи, Сава Гор Сенгилари, ги проследува на сите патувања. Кога стигнале во Рим, во тоа време постоела така наречена тријазична ерес, според кој што само она писмо на кој што било напишено текстот на плочката над главата Исусова на крстот на еврејски, латински, грчки, само тие писма биле благословени, така речено, сите други не. Затоа што, нели, браќата ја измислиле азбука, односно ја оформиле глаголицата на нашето прво писмо, и нивната цел било да проповедат на свој мајчин јазик. Тоа е, нели, во тоа време се словенски, ќе речеме, општо за сите словенски народи. И сега на тоа се противеле противниците од Рим и од германските свештеници, затоа што, нели, мисијата треба да биде во денешна Полска, Чешка, кај што тие имале влијание. Заради тоа биле наклеветени кај папата римски, и светиот папа во тоа време црквите биле заедно, после тоа се разделуваат во 11 век, и тој сакал да ги слушне, да провери дали се за тоа сите тие клевети вистина или не вистина, и кога браќата дошле таму, тој се уверил во нивната светост, во нивната исправност, во нивното учење, и го благословил писмото, и тогаш се служила првата литургија на словенски јазик. Светиот Кирил го заманашуваат, односно добива голема схема, и од Константин станува Кирил, а Свети Климент тогаш пак добива и свештенички чин. И тогаш само иеромонах, значи свештеник во монашкиот ред. А подоцна станува епископ веќе кога се враќа во нашите територии. И потоа таму од Рим заминуваат во Моравија и Панонија и го проповедаат, нели, Словото Христово на словенски јазик. Добро, бугарите велат на бугарски јазик. Зошто ние се пазиме словенски јазик? Нели населението е од Македонија, зборувале македонски јазик. Не се пазиме, секако дека тоа корените се македонски, затоа имаме и докази. Меѓутоа зборам словенски затоа што сепак Моравија и Панонија, тогашна, се денешна Чешка, Полска и Словешка, не се Македонија, затоа зборам се словенски јазик. И денес бугарската црква кажува дека Свети Климент Охридски е по потекло бугарин.
А, Секој има право да си каже што мисли, меѓутоа секако дека за тоа треба да постојат факти. Нашите факти се базирани на писмата што ние ги добиваме. Нивниот проблем е во тоа што во тоа време, баш за времето на мисијата на свети Кирил и Методи, односно нели подоцна и Наум и Климент, тогаш се оформува тоа големо бугарско царство и тогаш бугарскиот народ бил покрстен. И тогаш царот Борис ја прогласува христијанската религија за државна религија. И се случува еден момент кога, бидејќи тие били испратени од царот Византиски на мисија, во меѓувреме се случуваат големи геостратешки промени на Балканот и тие се вели во нивното житие дошле во Белград, кој што во тоа време била последното бугарско место. Бугарската држава до таму се простирала и застанале на границите за да испитат како новиот цар ќе биде настроен кон нив. За нивна среќа или за наша среќа ќе кажеме, царот Борис ги прифатил со голема усрдност и дал секако власт, подоцна нели неговиот син Симеон исто така. И тогаш тие остануваат некој време во Преслав, во Бугарија. Свети Климент веднаш заминува во нашите краишта во Македонија. Свети Методи останува уште некој време, меѓутоа и подоцна тој заминува и нели Свети Климент ја основа Христската книжна школа во денешен Плаошник. Се знае годината, отец, од прилика? Да ми прочеш, ја им заборавена, меѓутоа се знае, да. Добро. Овај сега во помодерно време велиме дека е универзитет, затоа што и таа книжевна школа имала 3500 студенти, нели? Па да, универзитет се смета затоа што заради сеопфатноста на образованието. Таму не се изучувало само Светото писмо, туку се изучувале и други научни дисциплини кои што нели се заснова нели универзитет, односно учење од повеќе области. Затоа се смета и Свети Климент, значи го основа првиот словенски универзитет. Така, од кои од учениците ќе би издвоиле вие од Охридскиот универзитет? Па нема забележено кои били учениците на универзитетот, меѓутоа сите тие подоцна станувале мисионери низ цела територија на Балканот, не само во Македонија, туку на Балканот, и подоцна тие основат и таму книжевни школи и така се развива и книжевноста и се развива нели и православието. Покрај Македонската православна црква што го слави Свети Климент Охридски, знаеме и дека бугарската, има ли некои други цркви кои го учествуваат во славата Свети Климент Охридски? Па секако дека сите словенски народи го слават, меѓутоа не во таа мера како што ние го славиме. Затоа што Свети Климент најмногу нас ни допринел за нашата книжевност и нашата вера. Добро, отец, моштите на Свети Климент се во Охрид, се предпоставува дека почнал некаде од 916 година. Изградбата на манастирот и на црквите во Охрид, дали се знае колку храмови изградил Свети Климент и колкав бил универзитетот со колкава големина, мислам, просторно, дали имало една зграда, две и така натаму, и храмовите, тоа ме интересира исто така, веројатно интересира и нашите слушатели. Нема запишено предание колку цркви подигна Свети Климент, меѓутоа се знае дека во денешен Плаошник, односно во тогашно тој храм бил посветен на Свети Пантелемон,
кој што всушност се славе на изден со Свети Климент. Свети Климент ја основал Охридската школа наоколу, значи во тие простори околу храмот. Еве во денешно време постојат се уште нели се врши искупување на тие простори и се откриваат нови простори и нови прекрасни мозаици, градби и така натака, за кои што сведочи големината, ќе кажем, и на нашиот народ и на нашата црква во тоа време. Значи се зборува прво Свети Климент го населува простор кај што претходно имало христијански храмови, а подоцна и го облагородува. Меѓутоа има еден интересен податок за кој што малку се знае, а тоа е дека во врска со епископијата на Свети Климент. Има две главни теории каде е таа епископија, едната е во Охридско, а другата е во Струмичко. Зборувам затоа што во Струмица храмот на сите 15 враполски свештомаченици кои што биле маченици од 4 век, кои што загинале за Христос во градот Струмица, тогашен Тиверополис, значи Свети Климент го обновува и го прави петокоревна базилика, петокоревен храм, според примерите на византиските градби, и затоа и се смета дека и Свети Климент е бил епископ во тогашната Величка епархија, кој што е денешната Водачка епархија. Добро, на крајот уште ме интересира што треба да направи едно црковно лице за да биде канонизиран во светец. Еве како ние што го викаме Свети Климент. Тој треба да живее свето, да живее според Христовите заповеди, односно пред се, значи, на секого му е дадено да биде свет. Господ, кога го создал човекот, го создал за да прави според неговиот образ и подобие. Образот значи му ги дал сите негови својства што и поседува Бог, тоа е љубов, тоа е добрина, тоа е слобода и се тие добродетели. На човекот, меѓутоа, му дал задача да се посовршува, да станува подобен на него. И сите оние кои што со сето свое срце и со својот живот живееле така и ги следеле Христовите заповеди, или Господ дал 10 заповеди во Стариот Завет, меѓутоа во Новиот Завет тие заповеди ги сведува на две, односно на една. Тоа е заповедта на љубовта. Да го љубиме пред се Бога со сето свое срце, сето своја сила, својот разум и својот ближен како самиот себе. Според човекот живеејќи според тие заповеди, значи тој едноставно живее за Бога и за другиот. Живеејќи така, живее свето, живее добро, се восовршува, секој има своји нели и слабости, кои што во текот на животот ги преиспитува, ги исповеда, ги се советува со духовен отец, ги поправа и така нели според православната аскетско предание, постојат тие 3 степени духовен живот, духовен раст, очистување на срцето, страстите, просветлувањето на умот и обожението на целокупната личност. Тие луѓе кои што дошли до тој степен на обожување, на третиот степен, тие се светителите. Значи, подоцна кога тие ќе се упокојат, по некое време, нели, локалната црква најпрво ги испитува неговите дела, како тој живеел, потоа ги испитува неговите учења, како проповедал, дали проповедал православна вера или имал ереси. И понатака се гледат најчесто тие светители после упокојувањето не го напуштаат својот народ, туку се присутни на еден духовен начин со тоа што се пројавуваат преку благодата на Светиот Дух, преку чудата што ги вршат на луѓето кои што бараат помош во нивно име. И така
тие нешта се приспитуваат и на крајот се утврдува дали човекот бил вистина свет или само било некоја привидение, односно заблуда. Најчесто самото локално население почнува инстинктивно да го слави светителот, пример како Свети Климент Охридски. Значи самото население почнува да го прославува, да му пишува песни, да му се поклонува, да се моли во нивно име пред Бога. И тогаш кој ќе се утврди тоа, нели, и се прогласува официјално за светител и му се прави икона и житие и богослужба. Добро, оче, сметам дека доаѓаме до при крајот на нашето интервју и уште еднаш да повторам, јас вечерва четврток во 19 часот или 7 часот ќе биде вечерната богослужба, а утре петок во 9 часот во манастирот Свети Климент Охридски во Кинглајк. Точно, сакам да ги поканам сите македонски прославни верници да дојдат, затоа што вистина Свети Климент заслужува тоа, заслужува според неговиот живот, заслужува за делата што ги направил за нас, заслужува и за тоа што значи и ден денеска за нас. Ние овде во Мелбурн посебно немаме други храмови за Свети Климент, го имаме овде манастирот кој што е прв манастир не само во Австралија, туку и целата диаспора посветена на Свети Климент Охридски, затоа редно е да го честуваме овој светител и колку што можеме побрани да бидеме на вечерната богослужба и на литургијата утредната. Добро, оче, за многу години да е Свети Климент Охридски и напомаждан. За многу години.